Но ја запоекувам денес воведни зборови во нашето проучување да биде текстот во првата книга до Царевите, да отвориме таму. Прва книга Царевите, 18 глава. Прва книга Царевите, 18 глава, 21 стих. Прва книга Царевите, 18 глава, 21 стих, кој што гласи вака: Илија му пристапи на сиот народ и рече. На кој народ? На својот израелски народ, чиј што цар бил Ахав, израелски цар во тоа време. Илија му пристапи на сиот народ и рече: до кога ќе кривите на двете страни? Го разбирате ова? Или ќе се тетеравите? До кога на две страни? Според нашата поговорка, како би рекол? До кога ќе седите на две столици? Сте седели на две столици? Сте пробале? Постои една друга поговорка: две лубеници под една мишка. Сте носеле две лубеници под една мишка? Тоа е Исусовото, новозаветното. Всушност, тој не го поставува во прашална форма, туку категорички вели дека никој, и верник, неверник, никој не може да служи на двајца господари. Никој. Секој има само еден господар, бидејќи тој е оној што е врховен, тој е господарот. До кога ќе кривите на двете страни? Ако е Господ Бог, следете го. А ако е Ваал, следете го него. Своевремено ова било голем проблем за израелскиот народ многу векови пред Христа. Често читаме дека Израел почесто, всушност, Израел имал почесто лоши цареви, а поредко имал добри цареви. Кои се лошите цареви? Меѓу кои се вбројува и Ахав. Лошите цареви се оние кои што го водеа народот во отпад, во идолопоклонство, во обожување на паганските идоли, меѓу кој бил Ваал, богот на древните хананејци, значи богот на жителите што живееле во Ханан пред доаѓањето на Израел. Значи Израел доаѓа во Ханан и кога год Израел се расипувал на тој начин што ги се угледувал на обичаите, религијата, традицијата и праксата на паганските народи околу себе. Тука не е на одмет да прашаме зошто па уште во времето на Арон и Мојсеј во пустината, уште не стигнати, значи во хананската земја, и уште многу време пред да стигнат, да влезат во неја. Зошто кога решиле тогаш да се расипаат, зошто баш направиле теле, што мислите? Зошто баш теле направиле? Што им дало идеја?
Тоа го знаеле. Тоа од некаде го научиле, не им текнало така. Зошто теле? Интересно е што знаете како се вика првата буква на еврејската азбука? Алеф. Од таму грчкото алфа, од таму потекнува исто. Алеф, значи, знаете што? Сте читале? Пред да посегнете сега по вештачка интелигенција, ви текнува. Еве ќе ви помогнам. Големата буква А, знаете како изгледа, така? Големата буква А. Завртете ја наопаку, со роговите нагоре. На што ве подсетува? Глава од бик и рогови. И така изгледала и древно еврејската буква за Алеф. И од Алеф, значи, настанува буквата А во сите фонетски азбуки, па и кај нас, само за да не личи многу на вол или на биковска глава, ја пишуваме поинаку, со роговите надолу. Но така изгледа. Колку за пример, знаете што значи буквата Ш? Зошто така изгледа буквата Ш? И на еврејски, и на македонски, и кирилица воопшто. Ш доаѓа од еврејскиот збор шин, што значи заби. Буквата Ш ви личи на заби, како што ние ја пишуваме, да. Околку да знаете од каде потекнуваат имињата на некои согласки и зошто така изгледаат, дури на кирилица. Знаете која била последната буква во еврејската азбука? Знаете како се пишувала таа буква во древното еврејско писмо, не во ова арамејското, во древното еврејско писмо, пред вавилонското робство. Како се пишувала таа буква? Буквата Тау. Од неја потекнува нашето Т. Како го пишуваме нашето Т? Значи, вертикална и хоризонтална. Еврејската буква била крст, како плюс, буквално била крст. И сега, дали сваќате во книгата на Езекијел, например, 9 глава, кога ангелот треба да ги запечати, да го запечати остатокот во Ерусалим, верните што плачат и ридаат заради беззаконијата што ги прави Божиот народ, беззаконијата на Израел во самиот Ерусалим, таму се вели ангелот да ги обележи со буквата, со знакот Тау, што значи крст. Тоа малку за еврејската азбука. Сега прашањето што го поставуваме, дали овие зборови на пророкот Илија, минатите сабота да го читавме пророштво за Кир, персискиот цар, 44 глава, од Исаија. И тогаш поставив прашање за Кир, еве сега го поставувам прашањето за овие зборови. Дали овие зборови на пророкот Илија, кому ќе му служите? На светецот Израелов, на Господ, или од што е преведено ова Господ? Што всушност кажал Илија? Дали знаете што кажал Илија? Што тука е преведено, ако е Господ Бог, следете го. Што всушност кажал Илија? Наместо Господ што кажал? Наместо именката Господ што кажал Илија? Можеш да провериш? Добро, не можеш да го отвориш сега, добро. Секаде именката Господ
е превод од именката Адонај. Но именката Адонај не се наоѓа во еврејскиот текст, туку евреите ја користеле како заменка, ја изговарале усмена заменка за нешто друго што било во еврејскиот текст напишено со 4 букви. Да, а од преголем стравопочит не сакале да го изговараат тоа, запишаното име, па наместо тоа, кој ќе дошле до таму, изговарале Адонај. Но кога Илија зборувал, го кажал буквално името на семокниот Бог. И ако е тој Бог, следете го. Го кажал по име. А ако е Ваал, тогаш следете го него. И прашањето ми е, дали овие зборови се денес актуелни или ова е некоја дамнешна античка историја? Дали денес, во 21. век, во ерата на дигитализација и разна друга технологија, сосем поинакви општествени односи, сосем поинакво ниво на образование, дали се овие зборови актуелни? Дали е актуелно денес да се зборува за Ваал? Дали денес Ваал е почитуван идол во современиот свет? Што мислите? Дали е ова денес проблем не само на Израел, туку на целото отпаднато христијанство? Целото западно христијанство. И не дека ние овдека или во Русија сме цвеќе за мирисање. Но сите, да речеме, сите поранешни христијански народи, бидејќи денес тоа не се. Ке одговориме на ова прашање. Прво да проследиме една слика со председател Трамп, таа првата. Првата. Ја ти ја пракив како прва. Забравя ти кажем, да. Ова е уште една најава за 17. мај, неделата, кога Трамп планира цела Америка да ја посветува на Бога. И извештаите велат дека тоа што планира да се направи на 17. мај конкретно е што тој датум е прогласен за национален ден на молитва. Замислете. И Трамп ги повикува сите граѓани на Соединетите Американски држави да се молат. Национален ден за молитва. Но Америка е секуларна држава. Америка не е религиозна држава. На кој Бог ќе му се молат? На кој Бог ќе му се молат? Секој на својот, така? Секој на својот. Некој ќе се моли на Христа, некој ќе се моли на Аллах, некој ќе се моли секој на својот. Дали случајно Трамп тогаш планира да ја направи Америка христијанска држава? Дали воопшто планира да ја направи христијанска држава? Дали оној што го контролира не еврејското лоби, туку како што реков минатата сабота, оној што го контролира израелската држава, ќе ја направи Америка христијанска, баш христијанска држава? Многу тешко. Сепак, национален ден на молитва. И тоа во недела. Многу интересно.
се уште виси над глава прашањето ќе има ли неделен закон. Деновиве председателот Трамп изјави дека даде фора од 1 месец. Значи, од изминатава недела, 1 месец Иран има време на милост да постигне договор, да потпише договор со Соединетите Американски држави. До сега иранското раководство ги отфрла сите уцени и ултиматуми и е подготвено за војна. Се подготвува Иран за војна, отворено се, заканувајќи се отворено, дека ако биде нападнат од вториот звер, од Соединетите Американски држави, ќе го збрише Израел. Тој ќе удри врз Израел и се заканува дека ќе го збрише Израел од географската карта. Тоа меѓу редови значи или блефира, но за да биде сериозна заканата, а западните разузнавачки служби, начело со Мосад, тоа многу добро го знаат, би знаеле ако дали е нешто блеф или не, за да биде сериозна заканата, значи знаат дека Иран веќе има нуклеарно оружје. Не, може би не од собствено производство, туку е снабден од некои своји сојузници, за да може така да се заканува. Но да го оставиме светот да живее во своите фобии и стравови за тоа дали ќе има нуклеарна војна или не, како што ќе го плашат и медиумите. Внимавајте, деновиве ќе бидете, сигурно ќе почнете да бидете заплашувани од медиумите уште еднаш, по кој знае кој пат, за нова пандемија во ова 26-та година. Имено деновиве прочитав дека на Западниот Пацифик, по иницијатива на Светската здравствена организација, многу добро се сеќавате што беше тоа пред 5-6 години, Светската здравствена организација во Западниот Пацифик се одржа со владите на државите од тој регион, повторно Азија, значи повторно Кина, се одржа симулација, компјутерска симулација за нова епидемија. Но она што е интересно е што за време на оваа симулација речникот што беше употребуван не беше хипотетички, како порано, значи во случај на нова пандемија или кога би, туку зборувале со сигурност како дека ќе биде. Кога ќе, не кога би, кога ќе. Овој настан, некој новинари коментира дека многу е сличен, оваа симулација е многу слична со настанот, така наречениот настан 201, што се одржа во октомври 2019 година, кој што исто така беше симулација, воена вежба за случај на некоја пандемија. И веднаш после тоа изби пандемијата COVID-19. Дали сега ќе избие нова пандемија? Времето ќе покаже, но ние да не се плашиме. Ние да се продолжиме да се радуваме во Господа, во кој што имаме единствен лек, единствена радост и единствена сила, било што да го снаоѓа светот околу нас. Сега би сакал да ја прочитам поопширно веста за тоа што изјавил и со што се пофалил иранскиот принц Реза Пахлави, помладиот. Имено еден по потекло од Иран, ирански новинар по име Мазуар Мијан, кој што уште порано избега го напушти Иран и неговиот исламски режим и отиде на Запад.
Коментирајќи ги демонстрациите што се случуваат во таа земја уште од почетокот на годинава, изјавил дека сите неволји, односно демонстрации и немири, што го зафаќаат Иран по времено овие години, започнати се првите, значи, поголеми демонстрации против иранскиот режим од самиот народ што живее таму, првпат се започнати 2017 година. Случајно или не? Како што рече председателот Рузвелт во времена кога бил доволно искрен, иако и он беше тежок масон своевремено, а неговата жена дури беше вештерка, спиритистка, сатанистка, уште тоа време. Рузвелт изјави, во политиката нема ништо случајно. Ако нешто се случува, бидете сигурни дека така било планирано. Имаме безброј докази за точноста на оваа негова изјава и само оние кои што сакаат намерно да бидат слепи и наивни, да им веруваат на режимот и на неговите лажливи медиуми, ќе си ги сносат последиците, што да правиме. Имено 2017 година е годината, првата година од првиот мандат на Доналд Трамп. Точно. И тоа е истовремено годината кога според овој ирански новинар пребегнат на Запад, првите антирежимски демонстрации во Иран, на кои што присуствувале 2000 луѓе, на кои што биле собрани 2000 луѓе, започнале, знаете каде, на кое место? И што мислите, дали ова е случајно? Започнале на гробот на персискиот цар Кир Велики. Случајно? Не. Зошто е Кир Велики толку важен? Веќе по ова се гледа дека зад сите антирежимски демонстрации и немири во Иран стои Мосад, односно Израел. Само по некои детали е доволно да се забележи дека е така. Значи, во времето кога Трамп првпат беше председател, во времето кога Трамп го призна Ерусалим за главен град на израелската држава и ја премести таму американската амбасада од Тел Авив, во времето кога се склучуваат така наречените авраамски договори со редица муслимански, помеѓу Израел и редица муслимански, арапски муслимански земји од регионот, дури и со Саудиска Арабија. Зошто се случуваат тие авраамски договори? Што сакаше Израел да постигне со сите, по можност со сите муслимански соседи од околината? Ако Израел постигне согласност со сите муслимански соседи во околината, а само еден му е пречка за неговите планови, кој е тој? Тој е Иран и тоа е шиитскиот ислам, автентичниот, така да речеме православниот ислам. Иран му е пречка. Сето друго, дури и Саудиската династија има еврејско потекло. Дали знаете? Саудиската династија има еврејско потекло. Старо еврејско потекло уште од средниот век. Тоа се потурчени, односно исламизирани евреи. Дали забележавте во изминатите 10 години дека сите овие муслимански колјачи на невин, голорак, претежно христијански, но не само христијански народ, сите овие јунаци кои што силуваат жени, во тоа се состои нивното јунаштво, сите Ал-Каиди, сите Исис, Мисис, дали некој сте слушнале еден од нив да го нападне Израел? Еден во изминативе 10-15 години. Не.
сите се тие под контрола на Мосад, сите се тие создадени од ЦИА и од Мосад. Само еден е вистинскиот непријател и на Израел и на Западот, а тоа е Иран. Кај муслиманскиот свет, мислам. И по секоја цена, сега на Иран му се дава месец дена затишие и отворено се најавува нова војна. Американците веќе испратија втор голем носач на авиони. Ако забележавте деновиве. Отворено се најавува војна. Зошто на Израел му треба војна? Зошто по секоја цена, не можеше со демонстрациите, по секоја цена да се сруши иранскиот режим? Бидејќи тоа е единствената пречка за една работа. Која беше таа работа за која што зборував повеќе пати изминативе години? Рушење на џамијата на Храмската гора во Ерусалим и градење на третиот храм, не толку за потребите на јудаизмот, иако и за него се разбира, но не толку за него, туку за потребите на светскиот сатанизам, на светската елита, која што преку низините платени медиуми побрзала, кога веќе не можела да се крие под разни теории на заговор, кога веќе беше премногу извадена на светлина, побрза самата да си даде угледни називи, па затоа мнозина повторуваат медиумски фрази како светска елита или длабоката држава. Јас пак за инат ја нарекувам пробисветска елита и длабоката канализација. Тоа се имињата кои што и прилегаат. Знаете, поимот подземје во жаргон секојаш се користи за да означи што? Подземјето, мафија, криминал, беззаконие. Адот, библискиот ад, е подземјето на сите подземја. Ѓаволите се мафијата на сите мафии. Тоа е најдлабоката канализација. Најмногу зло, најмногу неморал, најмногу се што е поим. И сета ова не ми дозволува светоста на ова место да употребам по-валкан збор, а тоа им прилега. Но сета ова свињарија што се откри и деновиве со педофилскиот скандал во Америка, сето тоа покажува дека колку се точни библиските зборови, што сега се однесуваат на отпаднатото христијанство, а апостол Петар ги запишал, општо како правило, дека оној што отпаѓа од благодатта, а Западот отпаднал одамна од христијанската благодат и вера, оној христијанин што отпаѓа од благодатта, што се враќа на грешниот живот, и ова нека биде предупредување за сите нас поединечно, тој прилега на избањатата свиња, која што се враќа каде? Во калта. Или песот, кој што се враќа во својата блјувотина. Не знам дали сте виделе пес и како изгледа неговата блјувотина, но знаете како изгледа свиња. И не знам дали сте имале прилика да гледате во каква нечистотија живее свињата. Јас во Бутел имав прилика да гледам, и тоа секој ден, како свињата, таму од коритото од каде што срка јадење, таму и моча, во тоа истото. И ништо не е гајле. И изметот свој може да го помеша со храна
или било што да е паднато на земја, таа ќе го изеде, ништо нема да остане, трошка нема да остане. Ако треба, се ќе изеде, се ќе изгнети. Прљава, од утро до вечер, прљава, свињарникот прљав, многу пати морахме да го чистиме, повторно ќе се испрља, до крајот на денот ќе се испрља, и што да кажеме, свиња си е свиња. Да продолжам со веста. Зошто првите антиирански демонстрации се одржани на гробот на персискиот цар Кир Велики? Затоа што, како што се огласи иранскиот принц Реза Пахлави, и тој тоа ветување го даде пред зидот на плачот. Значи во Ерусалим, во една прилика, деновиве, тој себе си се прогласил за Кир Велики, наследник на Кир Велики, и се обврза да го обнови Ерусалимскиот храм. Значи многу јасно. Зошто ќе се води и следната западно-иранска војна. Оваа година ќе се води, како и претходната, ланската, како и порано, ќе се води околу прашањето за храмот. Како што и 7. октомври 23 година беше околу храмот. И Хамас ја нарече операција Ал-Акса, значи околу храмот. Двете страни многу јасно знаа зашто се води војната помеѓу Израел и исламот, неговите муслимански непријатели, околу Храмската гора. Како тоа не тангира нас? Ако Иран се одржи на нозе, ако не биде соборен, значи дека плановите на ѓаволот ќе бидат одложени. И значи дека и неделниот закон може да биде одложен. Се ова не мора да биде формула, правило, но ако Иран падне и ако Израел повеќе нема непријатели во муслиманскиот свет, особено ако во Иран се воспостави дури секуларна, слободна, демократска влада, иако со Реза Пахлави на чело, прозападна, како што беше пред исламот. Ако Израел веќе нема непријатели, тој ќе посегне по џамијата на Храмската гора, а ако тоа се случи, тогаш може да очекуваме и неделен закон многу бргу во Соединетите Американски држави. Велам, не мора да бидат поврзани овие два настана, меѓутоа многу е веројатно дека ако се случи едното, бргу треба да го очекуваме и другото. Затоа што крајот е близо, на ѓаволите им се брза, како што им се брзаше за време ковидот. Како одговори Иран на овие фалбаџески најави на принцот Реза Пахлави и на сите западни провокации? Што се случи деноиве во Иран? Деноиве во Иран се случи едно палење, демонстративно, ритуално палење на фигура на никој друг. Знаете кој е оваа фигура со рогови и со копита? Ваал! Видите колку се актуелни зборовите што ги прочитавме во Прва царевите и за денес, 21. век. Статуата на Ваал, на која што има и израелско знаме, и сликата на педофилскиот гад од јудејско потекло. Епштајн, Ајнштајн и така натаму, имиња на германски ашкенази. Иран сакаше да покаже со овој чин, многу
духовито и многу демонстративно, дека целиот Запад, користејќи ја и педофилската афера што овие денови го ја разбранува јавност, целиот Запад со се Израел се што? Се слуги на Ваал, на паганскиот гад од Стариот Завет. И на другите идоли за кои што читаме во Стариот Завет, секогаш кога Израел бил во отпад, а тоа било многу почесто, секогаш кога Израел се го кршал заветот и се отклонувал од Господа, му служал на кого? На Ваал и на другите пагански идоли, на кои што им пренесувал и човечки жртви, на кои што им пренесувал и деца, како што го прави тоа и денешната антихристијанска западна и паганска цивилизација, која што годишно убива, колку деца се убиваат со абортуси годишно, знаете? Многу повеќе, далеку повеќе од овие деца што беа жртви на педофилската афера во Соединетите Американски држави. Целиот Запад со се денешен Израел се представени како Ваал и како и Ваал ќе имаат каква судбина? Оган. Ќе имаат пеколна судбина. Видите, иранците, вистинските муслимани, многу добро разбираат некои работи од Библијата, многу добро разбираат што се случува во светот. А јас имав такво искуство. Јас се уште се чудам зошто кога проповедавме на телевизија Амазон, сите кривославни соседи мои ме мразеа заради тоа, а имаше многу муслимани во моето соседство кои што ме сакаа заради тоа, кои што се радуваа на тоа, иако ја не проповедав ислам. Ја не зборував за Мухамед, зборував за Библијата и зборував за Христа. Муслиманите се радуваа на тоа. Кривославните неверници ме мразеа заради тоа. За мене тоа е феномен. Истите кривославни неверници, кои што од еден христијански маченик направија пијаница и го викаат Свети Трипун пијаницата. Денешниот датум. Браќи и сестри, дали сме спремни, ако оваа година се случат или почнат да се случуваат завршните настани? За нас е помалку битно дали Израел ќе сруши џамија и ќе почне да гради трет храм. Иако тоа е многу јасно во пророштвото од Даниел 11 глава, за кое што зборував пред 2,5 години, гората на преславното светилиште е во плановите на сатаната, на Ваал. Замислите, целата оваа пробисветска елита денес, која што управува со еден куп премиери, председатели, кралски семејства во широм целиот свет, за свој бог го обожува ова говедо што го видовте на сликата, со рогови и копита. Светот го управуваат луѓе кои што не се атеисти, кои што се отворено сатанисти и тие многу добро знаат кому му служат и кому му се поклонуваат. Дали ние, Божиот народ, знаеме кому му служиме и кому му се поклонуваме? Немам време да го читам целиот текст, имав намера. Сакам само да го споделам накратко како вест. На 9 јануари годинава до Генералната конференција на 27-миот ден е испратена отворена петиција. Петицијата може да се најде, и ако е некој заинтересиран, нека ме праша, нека влезе на сајтот што го споменав минатата сабота, adventmessenger.org,
и секој може да влезе и да ја подпишува од кај себе дома преку својот интернет. Испратена е петиција од многу адвентисти широм светот до Генералната конференција на Адвентистите на 7-миот ден, во која што Генералната конференција на Адвентистите на 7-миот ден се повикува официјално да истапи од членство и да ги прекине сите врски со Организацијата на Обединетите нации. А тука спаѓа и СЗО, тука спаѓа и Херитич фондацијата, тука спаѓа многу што под закрилата на Обединетите нации. Дали тоа ќе се случи, не знам. Во петицијата се наведува дека една од причините за погрешниот став што Генералната конференција го завзеде околу ковид вакцините е токму тоа, незиното членство и соработка со органите на Обединетите нации. Јас сакам само да ве подсетам, не знам, ова мислам дека никош не сме го кажале порано. Дали знаете какви статуи се наоѓаат пред зградата на Обединетите нации во Њујорк, кои што беа поставени или 2020 или 2021 година во време на пандемијата беа поставени. Овој звер се наоѓа пред зградата на Обединетите нации. Ви личи на нешто од Библијата? Ве подсетува на нешто од Библијата? Го има и во друга слика. Еве, Њујорк. Што е ова? Ова не е говедо, нема копита. Нема бикова глава. Што е ова? На што ви личи ова? На кој животно? Ви личи на нешто од Библијата? Како? Лав со крилја. Што беше лав со крилја? Не. Вавилон, Данијел 2 глава и 7 глава. Данијел 7 глава, визијата за 4 ѕверки на пророкот Данијел. Која беше првото? Да, секако. Тоа е мачка. Важно има 2 крилја. Да имаше 4 крилја, ке беше Македонското царство. Да беше гепардот со 4 крилја, ке беше Македонското царство. Но лавот со само 2 крилја, значи мачка со само 2 крилја, беше Вавилон. Што порачува Рокфелер фондацијата? Знаете ка Рокфелер е собственик на сета недвижност, зградата и теренот кај што се наоѓаат Обединетите нации. Само не знам дали на Обединетите нации Рокфелер им наплаќа кирија, или воопшто не и наплаќа, бидејќи си ја смета за своја организација која што ги спроведува неговите желби и планови. Не е битно. Обединетите нации отворено сведочат од пандемијата наваму дека тие се Вавилон и дека му служат на Вавилон. Ама кој ќе го разбере ова? Кој ќе разбере дека ова значи Вавилон? Широките народни маси, кои што ништо не разбираат. Тие што читаат Библијата, Божијата реч. Затоа и јас денес и се обраќам и на Генерална конференција, и на сите кривославни соседи, и на отпаднатиот протестантизам, со господовите зборови во Откровението, Втората ангелска вест, 14 глава, осмиот стих. И друг втор ангел дојде по него велејки: падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи од страстното вино на своето блудство. И во 18 глава се повторува истото, само со повеќе зборови. Падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови
и засолниште на сите нечисти и гадни птици. Зошто потребува вакви зборови откровение? Зашто сите народи пија од виното на незиното распалено блудство. Дали ова е верен опис на денешната западна цивилизација и на целиот свет? На целото отпаднато христијанство со се отпаднатиот претежно атеистички Израел. И земните цареви блудствуваа со неа. И земните трговци се збогатија од незината претерана раскош. 4 стих. И чув друг глас од небото да вели: излезете од неа, народе мој. Излезете од каде? Од Вавилон. Излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во незините гревови и да не ги примите незините зла, она што следи, кога господовите судови ќе почнат да се излеваат врз паганскиот свет. Зашто незините гревови стигнаа до небото и Бог си спомна за незините неправди. Генерална конференција излези од Вавилон. Излези од Обединетите нации, или како што пасторот Морис Бери ги нарекуваше, ако памтите, во ноември 2001 година, Обединетите пагански нации, кои што денес сите му се клањаат на Ваал, а само еден многу мал остаток ќе биде запечатен со печатот на живиот Бог и нема да се откаже од него и од неговата вера, дури и до самата смрт. Дали ние ќе бидеме во тој остаток или ќе бидеме дел од крдото, што порано комунистите го нарекуваа широките народни маси, подложни на секаква манипулација, пред се медиумска, во ова наше време. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.